И Дојран ќе расправа за граѓанската иницијатива за стопирање на рудникот Казандол. Советот на општината закажа вонредна седница за петок на која што ќе се разгледа предлогот на граѓаните за распишување на референдум за овој рудник, по примерот на Богданци кои што за истиот ќе се изјаснуваат на 11 јуни. Во меѓувреме во Валандово се собрани околу 260 потписи од потребните 100, кои што и се предадени на претседателката на Советот и таа денеска ќе треба да се произнесе за да почне постапка за собирање на 2000 потписи за распишување на референдум. Валандово се одлучи на овој чекор откако на последната воредна седница советниците на ВМРО-ДПМНЕ гласаа воздржано по предлогот на своите колеги од СДСМ. Точката за референдум да се најде на дневен ред и по неа да се дискутира. Иницијаторите на Спас за Валандово и Спас за Богданци велат дека за овој проблем треба да се расправа на национално ниво и бараат вклучување на државата. И тоа можеме да го постигнеме. Можеме да го постигнеме дури и како регион, бидејќи ние имаме една концесија која што е дадена во Иловица, една концесија во Валандово и ни висат уште 7 или 8 концесии кои што во секој момент може да бидат дадени. Ние како регион, дури и до законодавното тело може да покренеме постапка со која што ќе се бориме за нашите права, ќе се бориме за нашиот глас да биде слушнат. Значи цел овој крај, почнувајќи од Гевгелија преку нас Богданци, Дојран, Валандово и Струмица, Василево, сите што се инволвирани, имаме веќе иницијатива која е во еден зародиш, сето тоа да се канализира како југо-источен регион и да делуваме на централната власт. Зошто? Затоа што ние сме еден крај кој покрива едно 200-250 илјади луѓе и кој претежно екзистира од земјоделие. Референдумите што ги бараат жителите од трите општини Богданци, Валандово и Дојран се однесуваат на рудникот Казандол, но и за рудникот Башибос, каде што е доделена концесија за детални геолошки истражувања. Токму затоа во Богданци граѓаните ќе се изјаснуваат по 2 референдумски прашања.